Здравје со Александар Динев. Здравствен систем, реформи, проекти, превентива и лекување. Медицина базирана на докази. Водич за здрав начин на исхрана. Ало докторе, во ваш термин. Вторник од 11 до 12 часот. На Радио Слободна Македонија. Емисија Здравје. Минатата недела имавте пресконференција на која објавивте зголемен интерес за инвитро фертилизација, односно инвитро вештачко оплодување. Споменавте дека само годинава има 1200 ваучери доделено на брачни парови за можност за инвитро. Споредено со минатата година, многу ли е зголемен интересот на брачните двојки за оваа постапка? Токму така, минатата недела преку пресконференција објавивме дека на 1 ноември 2016 година го доделивме 1200 ваучер за инвитро фертилизација за прво дете. И не случајно го објавивме овој податок, бидејќи даваат резултат нашите напори да ја популаризираме оваа мерка меѓу пошироката јавност и да жените кои што имаат реално проблем да зачнат дете по природен пат, побрзо да ги препознаат симптомите и проблемите и да побараат помош од гинеколозите и да се обидат да забременат по вештачки пат со биомедицинско подпомогнато оплодување или популарно, како што ние го нарекуваме, разговорно инвитро. Минатата недела објавивме дека на 1.11 го доделивме 1200 ваучер, што е отприлика бројката која што беше одобрена за инвитро за 2015 година. За цела година. За цела година, за 2015. Што секако покажува дека оваа година прво е зголемен бројот на луѓе кои што се интересираат за оваа постапка, што значи дека даваат резултат нашите медиумски појавувања и презентација на овој владин проект. А второ, значи дека на крајот на годината веројатно ќе завршиме со отприлика 20% повеќе број на поднесени и одобрени барања за инвитро постапка за прво дете. Очекуваме годинава да ја завршиме со преку 1400 можда и нешто повеќе одобрени барање за инвитро постапка, која што нашите осигуренички може да ја реализираат во здравствените установи со кои што фондот има склучено договор. Така, тоа се 9 здравствени установи, да не ги набројуваме сега, меѓутоа паралелно годинава доделувате ваучери од почетокот на годинава и за второ и за трето дете. Има ли интерес и за овие постапки, конкретно за второ и за трето дете? Така, радува под фактот што интересот расте и за инвитро за второ дете. Оваа година исто така во месец ноември ја достигнавме бројката на доделени ваучери за инвитро за второ дете како за претходната 2015 година цела 12 месеци. Тоа се го постигнавме само за 10 месеци. Така што до крај на годината очекуваме и во делот на инвитро за второ дете да имаме раст од околу 20%, што секако радува, затоа што многу луѓе се ги препознаваат добрите намери на фондот да помогне. Оваа година новина е тоа што фондот одобрува веќе инвитро постапка и за трето и за четврто дете. И тоа што од крајот на минатата година, со последните измени на Законот за здравствено осигурување, се направи еден, според мене, многу благороден потек. А тоа е да се ослободат од плаќање партиципација, тоест учество, осигуреничките кои што ќе добијат право на инвитро постапка. Бидејќи до тогаш фондот го одобруваше ваучерот, но кога осигуреничките ќе се појавеа во некој од институциите со кои што има склучен договор за неопходните како законски загарантирана е доплата, се вика партиципација, тие требаше тоа да го доплаќаат и затоа ние одлучивме да помогнеме и во тој дел и да ги ослободиме од плаќање на партиципација, на некој начин да ги доведеме во една привилегирана положба, кога за никаков трошок, за 0 денари, ќе може комплетно да го завршат процесот на инвитро фертилизација.
за кој што фондот издвојува значителни средства. Така што тие неколку мерки секако допринесоа да се зголеми интересот за оваа постапка и да повеќе осигуренички побрзо се одважат да поднесат барање. Од медицински аспект, она што ме радува мене генерално како човек од медицинската фела е тоа што низ годините значително се зголемува процентот на успешност на инвитро постапките. Тоа е битен момент. Тоа е многу значаен момент, бидејќи едно е да осигуреничката добие ваучер за инвитро, и да го оствари своето право, а друго е дали тоа оплодување ќе биде успешно или не. Тоест дали ќе биде зачнат плод или нема да биде зачнат плод. И затоа од медицински аспект значајни се неколку факти. Тоа е дека жената е добро да биде што помлада, тоа е што побрзо да го констатира проблемот или да биде докажан стерилитетот од страна на стручни лица. Така. И второ, да избере квалитетна здравствена установа со добро реноме и добро искуство во делот на инвитро. Колкав е процентот на успешност кога сме кај процентот на успешност кој го споменавте дека од година во година се зголемува и медицински е докажано? Колку од овие постапки се успешни, односно паровите имаат добиено дете по инвитро? Можеме да разговараме на завршена година за аналитика. Годишно? Да, минатата година околу 50% е докажаната успешност на инвитро постапките. И многу е значајно, уште еднаш ќе повторам, што жени под 37 години имаат многу поголем процент на успешност на инвитро постапка отколку, да кажам, жени над 45 години. За жени над 45 години стапката, тоест процентот на можна успешност е под 25%, што е, се разбира, многу помала шанса отколку да подлегне на оваа постапка жена под 37 години. Од таа причина ние сметаме дека и ја користиме секоја прилика да зборуваме за овој проект. Навистина сметаме во фондот и во владата дека ова е еден од најсуштествените и најблагородните проекти на фондот за здравствено осигурање, бидејќи кога ќе ги видите вкупните бројки од годината кога е дадена оваа привилегија на нашите осигуренички, до денес ќе видите дека сме направиле огромен исчекор за нашите осигуренички. Повеќе од 6-7 луѓе, тоест повеќе од 9640 ваучери се доделени од 2008 година наваму. Скоро 10.000 од... Ќе го објавиме тоа планираме да го објавиме кога 10.000 од човек од Македонија жена од Македонија ќе добие ваучери инвитро. Сакав да кажам дека повеќе од 6,5 милиони евра владата потрошила за овој проект овие години и сметаме дека се навистина добро потрошени пари во делот на инвитро. За еднината на државата. Да, апсолутно. И за хармонија на во семејствата кои што имаат проблем да зачнат дете по природен пат. И значајно ова да кажам дека во делот на буџетските, дека немаме никакви буџетски ограничувања во делот на инвитро постапката. Сите оние кои што ќе поднесат барање, ги исполнуваат медицинските услови, добиваат ваучер. И тука има уште неколку 2-3 работи административни кои што сакам да ги кажам, кои што секако помагаат на паровите. Тоа е дека и ние како администрација во фондот имаме разбирање за нив. Што значи тоа? Тоа значи дека не ги одбиваме. Да, тоа е многу важно. Не ги одбиваме, што се вели на прва, преку комисија поднесените барања, туку доколку тие се некомплетни, ги враќаме на осигуреничките да ги дополнат или да, точно, или им укажува комисијата која што се составена од професори од медицински факултет, луѓе стручни од фелата, или им укажуваме што дополнителни испитувања треба да направат. Така што никој не е одбиен.
многу малку се одбиени, има и такви што се одбиени. Доколку медицински не е докажано стерилитет или останати медицински работи Точно, кои но- се необходни. но- Предпоставувам за тоа. Тој процент се е одбија. многу мал. Од поднесените барања речиси 98-9% се одобруваат. Реализираат и Олеснување за тоа и високата едукација на гинеколозите во држава. Тие одлично ги водат пациентите низ овој процес. Би сакал ова прилика да им се заблагодарам на сите, затоа што и тие допринесуваат во реализација на проектот за инвитро на товар на државата. Многу е важно што комисијата во Фондот за здравствено осигурување работи малку позабрзано последниот период. Тој се среќа 2 пати неделно. Отприлика по поднесено барање, некогаш дури за една недела Така, со тоа добро ми беше обучено. следното прашање. Како ќе поднесат барање паровите кои сакаат да го искористат да искористат можноста за бесплатно инвитро на товар на државата, до самата постапка во медицинската установа, колку време е потребно да помине или колку време поминуваат паровите? Има, видете, тука се прави забуна од моментот, да кажам, кога е поднесен документот и реализација на ваучерот. Значи, од моментот на поднесување на документите во Фондот за здравствено осигурување, јас одговорно тврдам дека не повеќе од 2 до 3 недели, зависи од кој од случај до случај се носи одлука и се одобрува, освен во исклучок случај кога треба да се дополни некоја документација. Комисиите во фондот заседаваат 2 пати неделно, така што нема застој во делот на предметското работење со овие, бидејќи јас лично ја следам работата и важно ми е да нема застој. Напротив, да многу брзо и промптно реагираме. Тоа може да го потврдат и овие 1200 осигуренички на кои што им е одобрен ваучер за Така, инвитро. еве повик до сите кои се уште се разместуваат Ова да година. ја направат постапката. И знаете што е значајно? Значајно е што иако имаше скепса од некои особено опозициони портали за проектот за инвитро за трето и четврто дете, морам да кажам дека најдобар аргумент да се негираат тие сомнежи и скепси кои што се појавија кога ние го менувавме законот и го видовме право за инвитро за трето и четврто дете, е да соопштам дека досега се одобрени 5 ваучери за инвитро за трето дете. За четврто има ли интерес? За четврто дете неколку парови се распрашуваат и ги прибираат потребните документи за да поднесат барање. Така што ние сме среќни апсолутно и да помогнеме само на еден човек. Така. И еден човек плюс од оние на кои што им сме помогнале до тогаш за нас е непроценлива важност и затоа нема да запреме во овој дел. Инсистираме на едукација на граѓаните и инсистираме на побрзо распознавање на проблемите. Така. Побрзо распознавање на проблемите, Поуспешна постапка. поуспешна постапка, бидејќи медицината е доста екзактна во тој дел. Здравје со Александар Динев. Здравствен систем, реформи, проекти, превентива и лекување. Медицина базирана на докази. Водич за здрав начин на исхрана. Ало, докторе, во ваш термин. Вторник од 11 до 12 часот. На Радио Слободна Македонија. Емисија Здравје.